Почитувани колеги, денес имаме навистина еден предизвикувачки закон пред сите нас овде и се надевам дека барем еднаш ќе смогнеме сила да покажеме единство, да покажеме национално единство кога станува збор за нешто што е клучно за нашата држава. Законот кој го предлагаме изворно ќе се задржам само на една точка од целите на Законот за основно образование, а тоа е постигнување на национални стандарди за учениците во основно образование. Национални стандарди. Да се почитуваат националните стандарди е навистина многу битно, но исто така во целите кои што се во основниот закон за основно образование вели развивање свест кај учениците за припадност на Република Македонија и негување на националниот, граѓанскиот, етничкиот и културен идентитет. Она што се случува како искуство во секојдневието, во секојдневните политики кои што ги прави Министерството за образование и наука, не иницира да превземеме ваков чекор со кој ќе се надминуваат одредени недостатоци во самото работење на Министерството. Самиот закон предвидува цели кои велат развивање свест кај учениците за припадност на Република Македонија. Цели кои не смееме ние како политичари, ние, барем што сме членови на оваа група, на оваа комисија, кои во најголем дел и сме практичари од таа фела, не смееме да дозволиме вакви крупни недостатоци како што има со новите предлог реформи кои се предвидуваат. Почитувани колеги, може би ќе речите, да, ние овде денес стоиме како политичари овде. Може би нашето мислење како професионалци нема да се вреднува. Но затоа, ајде да го вреднуваме мислењето кое го даваат многу поголеми професионалци од нас. Јас имам спомнато и пак ќе се повикам на одредени мислења кои се дадени од високонаучни организации. Кои? Универзитетот Кирил и Методи, Сенатот на одржаната седница, вонредна, на 15 јануари 2021 година, донесува голем број на заклучоци, каде се нагласува и се нагласуваат недостатоците на овој предлог концепт кој на големо се работи за жал. Она што најмногу од Сенатот како заклучоци е дека само дел ќе ви пренесам на новиот концепт за основно воспитание и образование гледа како на првична идеја која настојува да го усоврши и подигне квалитетот но за имплементирањето на овие генерални идеи потребно е многу повеќе време, повеќе човечки ресурси и општествен капитал, како и надоградба на основните идеи во концепцијата, но и јасен план, кој ќе не доведе до посакуваната цел. Многу убаво кажано. Имате желба да го спомнувате претходното владење, но никако не го спомнувате она што како негативно искуство се извлече е тоа дека одредени реформи во образованието. Извлечете го вашето искуство, колеги. Зошто протестиравте кога имаше реформи во образованието? Кои беа вашите ставови тогаш? Велевте не за вакви реформи, не за брзи и избрзани реформи. Ставот тогаш ви беше на сите вас. Верувам дека сте учествувале тогаш. Дека тие реформи беа на брзина донесени. Зошто искуството кое го имате од минатото не го применивте сега, не го применивте денес?
Ама денес седите на друга страна. За жал, на таа страна, каде што се носат одлуки и за жал, на онаа страна во која ќе бидете забележани, дека сте направиле нешто спротивно од своите убедувања. Бидејќи ако сте биле убедени пред неколку години дека некои реформи биле на брзина донесени, зошто денес овие брзи реформи кои ги носите, се разубедивте одеднаш? Следно што сакам да ви спомнам, и се уште сум на Сенатот од Универзитетот Кирил и Методи, смета дека треба да се направат промени на нацрт концепцијата за основно воспитание и образование, така што таа формално и содржински ќе се надоврзе на постојните и традиционални воспитно-образовни модели и програми, без нивно негирање и девалвирање. Замислете, негирање и девалвирање. Од ова и од многу други мислења, поидовно е да има реформи, но не за избрзани реформи, но не да има простор за сомнеш дека ние во Македонија ќе имаме и допрва ќе бидеме сведоци на некакво повторно манипулирање од страна на власта. Да не продолжувам сега во делот како од групата на професори од Сенатот велат дека е неприродно спојување на одредени предмети, дека е електричен обид, синтетички приод и се така натаму и така натаму. Да не должам многу со нив, сакам да се задржам на она што и вие сте сведоци, а тоа е записникот од 7-та седница на Комисијата за образование, наука и спорт, каде не за многу ќе зборувам, само ќе цитирам одредени професори, доктори на науки, кои го дадоа своето мислење на јавната расправа која се одржа на 5 февруари во ова собрание на Република Македонија, каде се даде одредено квалитетно мислење за одредени ставови околу овој нов период кој е, но овие ставови на овие професори се во корист на тоа да се покаже важноста на овој предлог закон кој го даваме овде пред вас на усвојување. Со овој предлог закон од кој бараме да имаме соработка со вас, само за еден дел, да го задржиме она единство што го имаме и треба да го имаме, а тоа е во предметот историја. Почитуваната професор доктор Весна Јаневска, понудениот концепт за интеграција на посебни предмети, природни и општествени науки е неприфатлив во нашето образование. Не е можна ваква, а и никаква друга реформа без реформа на наставничките факултети, интегрирањето на предметите, особено на историјата. Не е доволна историја и граѓанско општество со вакви историски моменти кога се негираат и националната историја, и нацијата, а и јазикот, недоволен е јазикот и недозволиво е лоша проценка на националните интереси, или во продолжение каде се зборува за тенденциозната политика која што се прави од страна на власта, сомнежот кој се јавува кај граѓаните, заради тоа што не станува збор за конкретен предлог, туку станува збор за нешто кое, за жал, со тек на време и со другите закони кои се предвидуваат во образованието, дава простор за одредена манипулација. Може би ќе речете, нешто е врзано, нешто не, но еве, например, јас би сакала овде да издвојам од професор, од академик Владо Камбовски, да издвојам. Интересно во обраќањето на почитуваниот академик е она што дојде време почитувани колешки и колеги, учителот со големо У да стане централна фигура и централен објект. Прекрасно кажано од почитуваниот професор, но многу интересно кој го слуша тоа или кој во практика го применува. Јас сакам да се задржам на одреден дел на почитуваниот академик
каде се обрнува внимание на националниот наставен план за основно образование, основните компоненти, националните стандарди. Националните стандарди каде што дава одредена забелешка и вели: историјата, според тоа, треба да остане задолжителен предмет во основното образование. Не, се цитирам самата себе си, го цитирам академик Владо Камбовски. Почитувани колеги, верувам дека барем овие моменти ќе пробаат да ве разубедат. Од она како истражување тој што го има направено дебатата околу историјата во Велика Британија, каде што 1960 година предметот исчезна од наставниот план, за по 30 години да се врати во националниот курикулум, оставајќи и ден денес ваква дебата како што ние ја водиме, во каква е смисла и така натаму, за да владеачкото остана мислењето дека изучувањето на историјата им помага на учениците да стекнат кохерентно знаење и разбирање за минатото на земјата. Ова го вели почитуван академик Владо Камбовски. Да ги разберат особа да размислуваат критички, да трагаат по докази, да ја разберат комплексноста на животот на луѓето, процесот на промени. Ако може професор, доктор, академик Владо Камбовски да го кажува ова дека е убаво и задолжително е потребно историјата да остане задолжителен предмет во основното образование, зошто ние како политичари овде, кои доаѓаме за мислето од фелата на образованието, да не се сложуваме со моментот дека овој закон нам навистина ни е потребен. Ова беше спомнато дека ќе почне во прво и четврто оделение, потоа наредната година во следните оделенија. Тоа значи, прво тие програми, но како вие ќе направите програма за таа година за еден предмет кој ќе се предава и во повисоките години ако немате програма за целиот предмет. Овде се дава една интересна забелешка на состојбата која што се случува и која е актуелна во образованието, а тоа е дека она што и пред малку го зборував, избрзаните реформи во образованието кои се практикуваат. И замислете, се става акцент на наставните планови и програми. Дали се има визија во Министерството за образование и наука, дали министерката има визија за тоа како ќе се спроведуваат реформите? Зошто го велам ова? Сега на брзина се изработуваат програми за прво и четврто оделение, кога ќе бидат изработени следните програми, што се случува со средното образование, што се случува со високото образование. Но сето ова ќе ни биде доказ и ќе го видите самите, допрва она што ни следи, а тоа е ребалансот на буџетот, каде што се приметува дека воопшто се нема намера до крајот на годината да се работи на темата средно образование, високо образование. И намерата е следна, во негативен контекст, за жал, дека не се планира да се работи на другите наставни планови и програми, заради тоа што, замислете, институцијата која во вашата програма стои како think tank институција, тоест познатото Биро за развој на образование, се сведе на бифе институција. Зошто го велам ова? Заради тоа што во прилог овде имам документ кој им е доставен на колегите. Замислете, кога станува збор за обуки, надлежно е, нели, актуелното Биро за развој на образование. Но бидејќи според министерката ние во бирото немаме квалитетни луѓе, ке потенцирам според министерката, а таму работат професионалци, кадри кои доаѓаат директно од наставничкиот кадар, вработени како советници, не се искористуваат тие, ама затоа за таква цел се користат надворешни стручни соработници. Стручни соработници или, почитувани колеги, невладиниот сектор кој е близок на министерката. Затоа пак колегите од Бирото за развој на образование треба и имаат задолжение, замислете, да стапат во контакт со одговорно лице, да ја споделат информацијата која треба да ја достават до одговорно лице,
да бидат во постојан контакт со училиштата, да ги известуваат училиштата за местото и времето на одржување на обуката, известување до училиштата за реализација на обуките, да испратат, да стапат во контакт со лицата кои ќе донесуваат храна. Бифе, Биро за развој на образование. Толку од вашето ветување за think tank институција. Како, почитувани колеги, да веруваме сега во иднина дека со новите предлог реформи историјата ќе биде зачувана? Не можеме да веруваме, затоа што од самото тоа што произлезе од програмата за четврто оделение, ние увидовме дека целта е сосема поинаква кога станува збор за историјата. Но, да не должам многу, еве сега да продолжам и со друго стручно мислење, да не биде само ова јас што го спомнувам сега. Значи, директорот на Институтот за национална историја, почитувам професор Драги Ѓоргиев. Само еден дел ќе извадам. Еден од најважните принципи на кои треба да се потпира современата историографија е деполитизација на минатото, што подразбира избегнување по секоја цена на прилагодување на минатото кон современите политички потреби. Ете го моментот, за да се надмине сето тоа, за да не го прилагодуваме минатото на нашите политички потреби, еве момент каде со прифаќање на овој закон, ние ќе можеме да помогнеме во тој дел, барем во историјата да ја извадиме надвор политиката. Но, како што приметувам од ваша страна, нема многу големо расположение за жал. Почитуваниот професор доктор Митко Панов на предметот историја, целта е да се поддржуваат учениците во градењето на нивниот идентитет и да се развијат во активни членови на општеството. Во националните курикулуми на балканските земји, како и на најголемиот дел земји членки на Европската унија, предметот историја се изучува како посебен, со акцентирање на неговата важност од аспект на градењето на идентитетот и свеста за припадноста на нацијата и незината посебност, особено на глобализацијата. Од тие причини Хрватска усвои посебен закон за важноста на изучувањето на историјата. Услов е Република Македонија се соочува со директно оспорување на идентитетот како држава и нација, и тоа во рамките на евроинтегративниот процес се поставува прашањето: кои се причините и мотивите што ги наведе авторите со концепцијата да не го земат предвид потврдените практики на балканските и европските земји, кои акцентираат важноста за изучување на предметот историја како посебен. Замислете, членовите кои се дел од групата за историски образовни прашања, истите членови, вели, пред 2 недели прифатија официјално да не ја користат придавката македонски за собствена идентификација, што повлекува многу посериозни импликации за идното терминолошко дефинирање на историјата, јазикот, учебниците, народот, нацијата, на веќе уништената македонска држава. Следно, што сакам и ќе привршувам, почитуваниот професор доктор Никола Минов, статусот на предметот историја од понудениот концепт за жал се уништува. Креаторите на концептот погрешиле. Паметните луѓе од председателството на МАНУ побараа системско и посебно изучување на историјата, Филозофскиот факултет во Скопје, Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје заклучија дека предметот историја треба да остане како самостоен предмет. Конечно, дури и двајца академици, Камбовски и Фити, ви го цитирав пред малце Камбовски,
дадоа генерално позитивна оценка за концептот. Истакнаа дека историјата треба да биде задолжителен предмет и да си остане како посебна наука. Ставот на сите овие државотворни институции е идентичен, а сепак, барем засега, сите протести наидуваат на зид. Но ако Министерството за образование и наука и креаторите на концептот одбиваат да ги послушаат паметните луѓе во Македонија, можеби би било добро да ги послушаат и паметните луѓе од Европската Унија. Почитувани колеги, во 20 земји од 27 во Европската Унија, според истражувања, предметот историја е задолжителен предмет во образованието, самостоен предмет. Да ги набројувам примерите. Шведска се учи 6 години. Грција предметот историја се учи 4 години. Италија 5 години. Данска 7 години во текот на 9-годишното основно образование. Но во 3 земји предметот наречен историја, како на пример Бугарија, се вика историја и цивилизација. Дали е ова коинциденција или не е, ова што се случува на овие балкански простори, нека суди јавноста. Креаторите, замислете, на Уставот на Италијанската република во членот 9 од Уставот пропишале дека републиката го штити историското наследство на нацијата. Ако може во Италија изучувањето на историјата да придонесува кон оформување на историска свест кај граѓаните и ги мотивира да развијат чувство на одговорност кон историското наследство и заедничките добра, зошто, почитувани колеги, да не може тоа и кај нас? Зошто да не можеме ние, децата, да ги учиме на историско наследство и заеднички добра? Што се случува во Словенија? Националниот идентитет и националната припадност преку ширење на знаењето на словеничката историја е една од основите за да се развие свесноста кај учениците во основното образование. Швеѓаните, данците и понатаму, да не продолжувам од искуствата кои ги имаат овие далеку поразвиени, далеку помодерни земји од нашата, земји кои се отворени, кои се мултикултурни земји, но сепак го заштитуваат единството, си ја заштитуваат државата. Почитувани колеги, многу има што да се кажува. Интересен е фактот дека во целава оваа ситуација која ја имаме, во најголем процент говорниците од јавната расправа се задржуваа на делот за историјата. Јас би сакала повторно да кажам дека ова е можност, шанса, темелно и квалитетно да ја извадиме политиката надвор од образованието, барем за почеток, на ваков начин. Со тоа што ќе направиме, или вие направете чекор да го поддржите овој закон, каде се вметнува историјата како задолжителен предмет во основното образование. Ова е понудена рака од наша страна, да си ја заштитиме историјата. Навистина не ве разбирам, зошто не сакате да го направите ова? Ако велите дека ја има историјата, дека историјата е застапена во новиот концепт, зошто тогаш да не биде законски плюс заштитена? Треба да си најдете оправдување пред вас и најбитно пред вас, пред самите себе. Ние подаваме рака за соработка. Ние подаваме рака за соработка да си ја заштитиме историјата, да си ја заштитиме државата барем во еден единствен чекор. Почитувани колеги, пак ја кажам, подаваме рака за соработка, да си ја заштитиме историјата на нашата држава. Дајте, кренете рака, нека овој предмет биде задолжителен во основното образование. Ви благодарам.